Вака е, го слушам аплаузот и еве ме имена се разбира овде до вас. Со тоа што се разбира имам намера да ви ја најавам, ќе кажам за жал, последната епизода од оваа сезона, кажувам од оваа сезона, стигнавме до 31-то издание, верувале или не. Што значи дека имаме 31 епизода со одлични гости, 31 епизода со одлична музика, 31 епизода со теми на кои што на различни теми и муабети со кои што сме зборувале со гостите. Меѓутоа за да сето тоа биде така фино спакувано, морам пред се да се заблагодарам на Телма телевизија која што ми даде и доверба и чест да бидам дел од овој проект првенствено. Второ, можам да се заблагодарам на сите овие мои драги колеги овде и зад камерите, оние горе во режија, продуцентот, организаторот, до сите оние мои пријатели, помагатели кои што прават да изгледам секогаш вака како што и би сакала да ги споменам во оваа последна прилика. Тоа се Косич студио, тоа се Ими Карапејова од Beauty студио и Reserved кои што секогаш се грижат за мојата облека. Саманта, да не ги заборавам, кои што се исто така помагатели на оваа емисија со нивните прекрасни парфеми. И има еден куп луѓе, знани и незнани, кои што ја прават оваа емисија да изгледа вака фина и вака добра и гледана од ваша страна. Се разбира, голема благодарност и до сите гости кои што прифатија да бидат дел од Фидбек со Елена и сите оние луѓе кои што, повторно ќе кажем, можеби не се пред камерите, но имаат голема заслуга. Нема да должам многу, сакам да ви кажам дека ми беше огромно задоволство да бидам дел од Фидбек со Елена, односно главниот виновник за постоењето на Фидбек со Елена. И нема да тагуваме многу затоа што сметам дека од септември повторно се гледаме во сезона број 2. Да не должам многу, да видиме кои се нашите денешни гости. Чекај да видам дали имам зборови, како би се чувствувала вака. И мис на светот, мис Македонија. Како кип на слободата малку се усеќам, но ми фали вака еден факел и тоа е тоа. Како и да е, убаво е чувството, меѓутоа претпоставувате веќе зашто ќе зборуваме. Си се гледам таму во екранот да знаете затоа вака малку ми криват очите, меѓутоа да видам како изгледам. Вие ќе ми пишувате во коментари дали добро ми стои крунава или не. Дали сум достојна кралица на телевизиските екрани. Ајде да речеме така. Инаку, шала на страна, имам навистина прекрасни гости вечерва со мене. Човекот кој што веќе го видовте на фотографиите, човек кој што се занимава со модата над 35 години. Кога ми кажа колку години се занимава со модата, реков, како бе Мики, па мислев толку години имаш. Шала на страна, секогаш фит, секогаш во улога на тоа што треба да го заврши. Човек кој што е, би рекла, дури и како модел, човек кој што е во светот на модата, во светот на убавината, символ, би рекла, за Македонија. Човек кој што секогаш пронаоѓа млади, убави таленти. Човек кој што ни дава можност да бидеме дел, се разбира, од оние светски избори на убавина и девојки кои што, еве гледате, се закитуваат со едни вакви награди, со едни вакви круни, кои што значат многу. Нема да зборувам многу, ќе зборуваме со Мики Црнокрак, кој што го има воедно своето студио Црнокрак, така да ќе го повикам. Мики, повели. Повели, Мики. Чека да си ја држам јас вака круната, да не дај Боже да ми падне. Како си ми? Супер. Повели на твојата позиција. Да ти кажам право, добро ти стои. Дали добро ми стои? Дали би била достојна мис? Како да не? Вака да ја представуваш Македонија. Само годините да ми беа малку помалку. Се шалам. Види, на последниве избори за мис на универзумот дозволуваат и повозрасни жени да учествуваат. Веќе не постои оној порано дали имаше никакви граници? Порано беше, се знаеше од 18 до 28, но сега на последниот избор за Мис Юниверс имаше и
две или три девојки, жени, со преку 40 години. Добро, Така значи имам шанса. За Мис Юниверс веќе нема лимит. Да. Never say never. Одлично. Мики, на почетокот се изборуваме за некои работи кои што се така или да ве запознаеме од малку поразличен аспект, па би сакала да прашам мудна ревија или избор за убавина? Дефинитивно избор за убавина. Да, знам дека е тоа твој фах, ама зошто? Барем во последниве 7-8-10 години, јас лично некако померак ми е да ги работам тие избори за убавина. А со изборите за убавина впрочем и почнав кога се однесува до модното студио Црноград, нели почнав нели како манекен. Така е, ти затоа реков и модел и човек кој што се занимава со. Кога почнавме со модното студио Црноград, впрочем почнавме со изборот за Мис на Македонија кој бевме коорганизатори 2001 година. Така да изборот е дефинитивно значи на избор за убавина. Дефинитивно и девојките кога ги гледаме, нели, мене многу повише ми се допаѓаат оние што ги нарекуваме мисици, него оние што ги нарекуваме модели. Модели, така. Има разлика, се сложувам. Да. Организирање на моден настан или да се биде дел од моден настан? Дефинитивно организирање на моден настан. Стресот постои и да се биде на моден настан и во организација, но некако поубав под наводници, поубав стрес ми е кога сум позади сцена и кога контролирам све она што треба да се случи на сцената. Да, предпоставувам. Линда Еванджелиста или Кристи Тарлинтон? Овие се малку постари моделки, меѓутоа ги вадам од времето во кое што... Двете се од онаа позната екипа, каде што недостасуваат и Наоми Кембел, Клаудија Шифер и Синди Крафорд нормално. Апсолутно. Имаш ли омилена од нив? Синди Крафорд ми е број 1. Била секогаш и така и ќе остане, овие две ми се така. Тука негде на второ-трето место. На второ-трето место. Модата некогаш или модата сега? Па модата некогаш. Бидејќи модата сега е многу изопачена, превртена има некои модни реви кои навистина не знам кому служат, зашто се наменети. Со некои чудни креации, со некои чудни шминки. Машките се женски, женските се машки. Стварно тоа не ми се допаѓа, затоа ти реков последните 10 години повеќе сум кон овие избори за убавина каде што можеме да видиме нешто убаво, а на овие модни реви не е се уште толку извитоперено како што е тоа на модните писти, на модните реви. Се служувам. Планина или море? Планина дефинитивно, скијањето ми е во крвта. Али и морето, али ако треба да изберам, планина дефинитивно. Цела година би скијал. Добро, јас те прашав омилен модел или моделка, можеби од тоа време, ја кажавме Синди Крафорд, а од денешно време? Светлана Црнокрак. За ова Светле, дали го слушна ти ова? Браво. Светла, воедно ја поздравуваме, требаше можеби и она да дојде, меѓутоа заради обврски ќе оставиме неј за посебно во некоја друга прилика. Кажи ми, улична мода или хајкотур? Па улична мода. Улична мода. Да, повеќе и мене ми се допаѓа. Писта или фотомоделство? Писта, секогаш. Добра. Писта секогаш. Чувството на модната писта е неописиво, се најажив и сега. Кога ќе излезеш, кога ќе заграбаш по тоа пистата, кога си ти број еден, кога сите тебе те гледаат и кога треба да го износиш моделот на вистински начин и кога ќе добиеш аплауз, тоа мислам неописиво, така претпоставувам. Омилен дел од Скопје и зошто? Омилен дел од Скопје. Ако има веќе, пошто Скопје ни се расипа побаги. Омилен дел од Скопје ми е секогаш ми бил градскиот парк, кога сум бил мал и Луна паркот кој за жал веќе го немаме. И нашите били дрвови водното. Водно. Што имаме стварно, не сме ни свесни дека на 5-6 километри од центарот имаме и некако имам чувство дека не знаеме да го искористиме тоа како што треба. Утро или ноќе? Дали си повеќе утрински човек или ноќен човек? Утрото го мразам и ми треба првите 2-3 сати онака, стварно не знам кај се наоѓам, така да јас сум ноќна птица. Да, добро, и јас некако слично, никако не се научив да легнувам порано за да станам порано, него секогаш легнувам многу доцна и потоа утрата ми се мачни. Јас станувам порано, али тие првите сат-два од кога ќе станам додека се пронајдем себе си, тоа е многу. Кафе или чај? Чај, кафе. Па кафе, не пијам кафе, мислам ако сум испил 10 кафења у цел живот. Бидејќи е сабота вечер, да те прашам,
твоја омилена, твој омилен начин да поминеш една саботна вечер? Покрај тоа да си во фидбек се разбира, што друго? Па сабота е ден за искачање, нели? Сабота, ја не памтам некоја сабота да сум останал дома, така да кога сме Скопје, она уобичаена скопска шема, кафулиња па дискотеки, а кога сме негде надвор се прилагодуваме кон ноќниот живот. Така е. Супер, Мики, се гледаме на позиција. Фала ти. Секогаш си играм на, знаете, на најавната шпица, заради тоа што е многу заразна. Предпоставувам дека и на вас ви е истото чувство. Ја видовме таа прекрасна млада дама која што освојува титули каде и да се појави, Блазиси. Ова се by the way нејзини титули, затоа ги носам, меѓутоа и нејзе сега кога ќе ја повикам ќе биде со круна на главата. Мојата втора вечерашна гостинка е една прекрасна млада дама. Мислам, навистина изгледа убаво. Сега морам ова да го прочитам, се извинувам, во конкуренција на 50 девојки од цела Европа. Го освои одличното 6-то место, односно 5-та придружничка за Мис на Европа. Меѓутоа, за Мис на Евроазија, таа освои Мис на Европа. Така беше, нели? Не сгрешив. Што е навистина големо достигнување со оглед на тоа дека Европа додели круна на една прекрасна млада девојка. Инаку, станува збор за Јулијана Ѓоргиевска од Крива Паланка и се разбира дека е дел од модното студио Црнокрак. Допрва има еден куп настани кои што иследат, куп избори кои што иследат, меѓутоа за тоа ќе позборуваме со нејзе и со нејзиниот ментор Мики, но ја повикувам претходно Јулијана или Јуле, може, на овде до мене. Ајде, хвала е, госпожа. Чекај мака да ги држиме круните. Повели? Благодарам. Како си ми? Супер. Види тебе што убаво ти стои баш во бело. И ти си прекрасна. Прекрасна. Ти доликува. Ти благодарам. Кажи ми, ајде сега и тебе, модна ревија или изборна убавина? Што би одбрала? Па јас би ги одбрала и двете. Искрено да видам. Да, различни се, но двете ти прават кеф. Да. Добро. Мис на Европа или кралица на Европа? Queen of Europe, еве си. Па мислам дека кралица на Европа. Па како не двете тоа? Двете се исти, тука нема некоја голема разлика, но кога ќе кажеш кралица се чувствуваш нешто многу поголемо, така да кралица. Ти прилега убаво круната, што ви е убаво овде вака со две кралици. Мисици, кралици, принцези, што и да сме. Кажи ми, најдобар избор на кој што досега си присуствувала? Па, искрено... Од организацијски аспект, од секаков аспект. Така, па не, мислам, нема разлика. Јас на сите избори до сега се чувствував прекрасно, мислам, тоа е предобра организација. Дружби, нови познанства, пријателства што ќе траат цел живот. Мислам, тоа е нешто што со пари не се купува, така викаат старите. Да. И навистина држи вода тоа, бидејќи тие искуства кои што верувам дека ги стекнувате таму, дека се неприкосновени, дека е нешто што е останува врежано до крајот на животот. Ја би посакала секоја девојка да може да го доживее тој момент. Мислам, тоа се стварно моменти што се паметат цел живот и ето јас ќе имам таа чест на моите деца утре да можам да им раскажувам. Така е. Кажи ми, модна писта или фотосесија? Модна писта. Ова со пистиве, двајцата си ја одбравте. Добро, кафе или чај? Кафе. Джин тоник или аперол шприц? Джин тоник. Добро. Не пијам алкохол, но добро, сега никогаш нели за опуштање и слично. Твој омилен светски модел? Ја немам. Добро, нека биде, ајде, кој да биде? Не знам. Не знам. Па Ирина Шејк нека биде, ајде. Ајде, она е лепутица, баш ка има некој словенско потекло тука. Наша. Не, наша е. Што ме наша, значи не може да не биде убава. Крива Паланка или Скопје? Крива Паланка. Зошто? Дефинитивно, затоа што таму ми е мирот и спокојот, мислам таму ми е семејството.
таму си го живам тој мој, можеби, како да кажам, И мир и спокој. така. Тука Скопје сум живеела, но тоа брзо темпо на живот. Тој некој, како да се изразам? Да, баш онака хаотично, многу хектично е. така. Хектичен живот, така е. Кажи ми омилено превозно средство. Автомобил. Сите сме со тоа, за Дефинитивно жал, не да. можеме да функционираме без тоа. Спортуваш нешто? Не, пешачам многу. И како вака толку згодна, ни спорт, ни ништо? Пешачам, можам да кажам дека пешачам под 30 км дневно, така да. Добро, значи сепак има нешто. Добро, ништо. Ќе те Мики да не чека, ќе те Може. пуштам и тебе на позиција, па се гледаме за кратко. Благодарам. Ете сме, повторно се враќаме назад во студиото. Јас можеби од мис ќе се откажам, меѓутоа никако не се откажувам од тоа да бидам кралица. Вака, само не знам која подобро ми стои. Ова или предходната? Двете се убави. Двете? Да, стварно се двете. Преубави се, морам да признам. Си ги бендисав. Јула не ти ги враќам. Се шалам. Се шалам, искрено повторно ќе кажам дека многу се радувам кога имам убави гости во студиото и кога имам гости кои што секогаш имаат што да кажат, бидејќи се вредни во тоа што го работат, бидејќи имаат навистина квалитет во тоа што го работат и луѓе кои што едноставно знаат да го трасираат патот онака како што треба. Ајде уште еднаш и во овој официјален дел добре ми дојдовте. За почеток секогаш ми се поставува на првично прашање, а тоа е како дојде воопшто Мики првично кај тебе, многу ме интересира љубовта кон модата, кон сето ова што го правиш денес, а потоа и Јула ќе ме каже. Види, со оглед на тоа дека си стварно веќе долго време на оваа сцена, меѓутоа како дојде, како знаеше дека тоа е твојот позив? Па јас најслучајно влегов во манекинските води, така да кажам. Навистина најслучајно. Предходно немав појма ни што е модна ревија, нити сум гледал модни ревии, ни манекинки и така натаму. Најслучајно влегов и тоа беше љубов на прв поглед и ми се допадна и ете и ден денес Си таа. сум во манекинството, во изборите за мис, фотомоделство и така натаму. Тоа не е само манекен, не е само фотомодел. Таа е една широко разграната работа во која секоја девојка може да се најде. Например, за манекенка на модна писта. Така. Постојат одредени стандарди кои мора да се Висина, почитуваат така, во однос на тежина. убав изглед, висина, Јасно. тежина, димензии и така натаму. Меѓутоа за мисица е нешто друго. За фотомодел е нешто трето. За фотомодел не постојат одредени стандарди. Може да биде и 150 пониска, висока, може да да. биде и 2 метра висока, може да биде и детенце, може да биде и возрастна жена. Важно да е ликот фотогеничен. Значи фотомодел може да биде секој. Ние во модното студио Црнотрак буквално имаме фотомодели од бебиња од 6 месеци до старци од 80 години кои ги користиме за Да. Кажи ми колку време веќе посвои Црнокрак? од 2001, значи 24 години, Браво. скоро 24 години. Па јас мислам дека е најуспешното студио, модно студио кај нас. Дефинитивно со оглед на тоа што правите и што извезувате. Кога го кажувам тоа извезувате, мислам на настани надвор од државата и како вие не представувате и во какво светло не представувате надвор. Па во Македонија е многу лесно да го допреш врвот во било која сфера, така и во било која професија, така да кога ние сватиме дека сме најдобри во Македонија во нашава работа, што би било друго предизвик него да се пробиеш и да покажеш таа македонска убавина надвор од границите. И мислам дека во последниве 10-15 години, особено во последниве 10 години, сме вистински амбасадори на македонската убавина ширум целиот свет. Моментално имаме преку 40 лицензи за 40 различни избори за мис, модели и така натаму ширум целиот свет и јас навистина не се сеќавам на некој избор во последниве 7-8 години од кои не сме се вратиле со една од титулите. Така да
Модното студио Црна Гора навистина е вистински амбасадор на македонската убавина ширум целиот свет. Така е, еве имаме овде жив пример. Јуле, како започна твојата приказна и од кога едноставно се пронајде во тој момент? Дали некој те најде или сама се пријави или како? Како удеше твојата приказна? Така. Па исто, во принцип слично ни е приказна, јас сосем случајно се најдов, мислам, сосем случајно се случи да се пријавам и да почнам да се занимавам со тоа сега што се занимавам и да бидам тоа што сум денес. Се случи многу неодамно и многу спонтано. Јас бев на ручек кај моите баба и дедо и ми стигна порака, ја отворив и ја читав на глас од Мис Юниверс Македонија. Така? Ја читам на глас, нели, ми го разгледале профилот, супер сум изгледала, ако сум сакала, ме охрабрува да се пријавам. И ја не сакав, мислам, не се гледа во тој свет. Да, на почетокот, нели, така и шок ти е од каде јас, кај јас, така, така. И баба ми скокна, Јулијана, мораш да се пријавиш, ја цел живот те молам. Мислам, ми има спомнувано точно, но не знам, може немав храброст. Сепак си дете и размислуваш многу поразли. Така. Се пријавив и не очекував ништо, бидејќи тоа за мене беше сосем ново искуство, мислам. Нешто ново, јас не знаев што е фотосесија, што е како да искочам на сцена, што треба да направам. На колку години се случи тоа? Тоа се случи пред година дена. Тоа е сега. Така, да. Одлично. И значи, толку тази, а веќе толку успешна. Тоа ти кажувам многу. Како помина, јас добив 4-то место, тоа за мене беше навистина успех. Како се чувствував како победник, навистина. Сите девојки што беа во изборот, сите има некакво искуство. Јас бев единствена без искуство и 4-то место за мене беше перфектно. Браво, браво. Значи од пред година и пол почнува сето тоа. Што значи според двајцата вас да се биде успешен во светот на модата? Мики, знам дека ти посебно ги познаваш тие работи на постоење на светски модели, мисици, мистери и така натаму. Меѓутоа, што треба да поседуваш ти во случајов како организатор, за да бидеш виден, за да бидеш препознан, за да бидеш вреднуван и од публиката, меѓутоа и од онаму каде што се представуваш? Како карактерни можеби особини, како работливост, како не знам? Секоја работа, не само нашава, нели, изискува многу труд, многу време, многу искуство, кое ти е потребно за да го собереш, за да можеш да дојдеш, пред малку рековме, до врвот и да ги оствариш оние амбиции кои си ги имали и оние цели кои си ги поставил пред себе пред да почнеш со работа. Јас и Светле бевме манекени во една група на манекени, така да кажам, бидејќи тогаш немаше модни агенции. Бевме во групата на Марио Липша, покојни Марио Липша, кој беше организатор на концерти во главном. И почна во тие негови настани да не вика и нас со модни ревии. И ти кажам, ние бевме манекени, сами се грижевме за нашиот изглед, нема сега се онака на готова. За проби, за кореографија, за све. И во еден момент решивме да пробаме да отвориме модна агенција, да видиме како ќе функционираме. Не знаевме. Нормално, прв пат такво нешто се... Влегуваш во нешто во кое нешто знаеш, ама многу работи не ги знаеш. Многу работи треба да дојдат како се одвива работата, да ги осознаваш и да ги вклопиш во самата работа. Си дадовме некој пробен период од некои 6 месеци да видиме дали ќе успееме да направиме нешто од тоа. Барем 20-30% тоа што сте го замислиле. Све го имавме во глава. Меѓутоа не беа 20-30%, него беа 120-130%. Работата навистина тргна онака како што треба. Сите најдобри модели од Македонија влегоа веднаш во модното студио Црнокрак. И
нели рековме пред малце. Модни реви, фотосесии за разни каталози, календари, едиторијали, насловни страни, снимање на рекламни спотови, музички спотови. Апсолутно. Дел сме од кастинзи за филмови, долгометражни, краткометражни. На вистина има и секаде. така натаму. Хостеси за разни промоции, презентации. Реков, една широко разграната работа во која секоја девојка Така, може да се најде. значи тоа се вика добри организацијски способности, многу работа, претпоставувам. Многу работа. Јас тогаш кога почнувавме, а и подоцна уште повеќе, мислам дека по 18-20 часа на ден сум работел, како во канцеларија, така и на терен, така да сега е се некако полесно. Да, многу работи што сега ги работиме се некако рутина, бидејќи знаеш што треба, како треба. Поставен е веќе патот, сега повеќе... Али, еве, например, кога се однесува до избориве за мис. Многу е тешко и многу е комплицирано да оваа девојка прекрасна прво учествува на еден избор за мис. Верувам. Да дојдеш до тие лиценци, ние реков имаме преку 40 лиценци за различни избори за мис ширум целиот свет. Тоа се десетици, стотици, да не кажам, разговори телефонски, пораки, мејлови, додека не дојдеш во позиција да аплицираш за лиценца. Така. Па после треба да одобрат и така. После плаќање на лиценца. Да. Со еден од двајцата највлијателни луѓе у светот денес, Доналд Трамп, имав лична комуникација преку мејл месец и пол дена, кога се обидував да ја добијам лиценцата за Македонија за избор за Мис Юниверс, бидејќи Доналд Трамп во тоа време беше пред некои 15 на години, беше председател на изборот за Мис Юниверс. Види. Што интересно. И бевме речиси до крај на договорот за добивање на лиценцата за Македонија за Мис Юниверс прв пат во историјата. Мислам дека све беше договорено што треба од наша страна и буквално дента кога требаше да се потпише договорот, тој ни ја зголеми цената за 50% и спонзорите кои ги обезбедивме се наљутија, буквално се наљутија, рекоа се откажуваме и тогаш прекина, така. Јула, покрај талентот, покрај убавината која што е неспорна за да бидеш дел од едни вакви организации, од едни вакви настани, што треба да поседува еден мис, една девојка? Што треба да носи во себе? Чекај малце. Ајде, да видиме. Многу работи. Многу работи, да, знаеш, и многу работа и на себе, и на... Не зборам само физички, туку и како човек, како личност треба да... Треба да си имаш некои карактерни особини кои ги гледаат и ги препознаваат кај тебе. Многу труд, навистина треба многу труд да се вложи за да се постигне успех. Ние се спремаме со месеци за изборите, мислам тоа не е ден, два, спакувај го куфарот и тргни. Навистина треба добра организација, да се подготвиш и психички и физички, да ја издржиш. Па проби, па 300 чуда. Кога ќе отидеш таму, не си на одмор, туку устануваш секој сабаре у 7 и постојано имаш некакви активности. Така да многу труд се вложува и многу енергија, но ете се исплати. Апсолутно не е доволно за само да си убав, тоа кажам, не е доволно. Јас исто тоа порано може да било така. Значи да си убав, да прошеташ по пистата и да те изберат, ти си мисица и готово. Таа си, така. Сега се гледа комплетна личност. Така е, па која е најдобра со сите останати, па каква личност си. На кој начин седиш, на кој начин јадеш, на кој начин комуницираш, се се гледа. Жири комисијата е секогаш тука негде во близина и не знаеш кој од каде те демне. Така и секое движење на девојките во секоја ситуација, на секое место, во секое време внимаваат што прават, како прават и на крајот ги даваат своите оценки. И сега камера може четворка да ме вклучи? Јас овде клуната ќе ја изведам. Мислам жена, мајка, краљица, што би рекле нашите соседи. Одлично ми стоеше, меѓутоа ајде ме видите и без круна.
Муаветот ми е следниот. Предпоставувам дека сите овие работи имаат свои апсолутно добри работи, меѓутоа дека има и многу предизвици, дека има многу сопки и дека има многу, би рекла, можеби неубави работи во текот на тоа додека да се достигне до одредена титула или пак меки додека да се изорганизира еден настан. Каде се предизвиците, каде се недостатоците? Како би ги лоцирал ти? Многу комплексна работа е нашата работа и многу коцкици треба да се спојат за да финалниот производ изгледа како што треба. И тогаш кога ќе го видиш финалниот производ, мислиш дека нешто ти промакнало, нешто фали, нешто не е окей. Јасно. Дека можеш и ова да се доправи, да се направи. За обичното око, за обичниот гледач, тоа изгледа убаво. Тоа изгледа убаво и навистина сме добиле многу позитивни критики за оние настани кои ги организираме. Но да се дојде до финалето, да се дојде до она што сите ќе го видат на крајот, навистина е многу тешко. Многу тешко. Првенствено ти треба добар тим кој ќе го одработи сето тоа, кој ќе секој член од тимот треба да си ја знае својата работа, не можеш сам да го направиш. Верувам, апсолутно. Таман работа толков настан да можеш сам да го организираш. Треба да обезбедиш спонзори без кои не се може, да бидеме реални. Не се може во нашата работа. Треба да обезбедиш екипи кои ти ги немаш, пошто ти се занимаваш со нешто сосема друго, и кои ќе бидат професионални во својата работа за да мозаикот се склопи онака како што треба. Навистина треба да се пази на милион работи и Има тука предизвици големи, не е така едноставно само. Да, огромен е предизвикот. Кога ние ги организиравме на Fashion Week-овите, 2004, 5, 6, 7 година. Кога лича на нешто? Тоа е друга тема. Кога лича на нешто, окей. Навистина тоа беа вистински спектакли. Јас го паметам. Значи последниве години, сега не сакам никого ниту да навредам, ниту да повредам, меѓутоа последниве години навистина ми е си некако Па се сведува Ајде да кажам, не е тоа. Се сведува на некоја импровизација која порано беше чест некој да те повика на Fashion Week. Така е. Weekend. Ние кога достигнавме степен на организација и на еден висок стандард кога поставивме, кога видовме дека не можеме да одиме напред, кога видовме дека е стагнација, и дека паѓа, тоа не сакавме и затоа и прекинавме да го организираме Fashion Week-от. Спомнав, беа вистински спектакли. Го паметам отварањето на последниот Fashion Week 2007 или 2008 мислам дека беше, кога во Метрополис арената во најголемата сала на тогашниот Скопски сајм, кој за жал веќе не постои, имаше преку 3-4 илјади луѓе. Кога морав последните 2-3 дена да го исклучувам телефонот, бидејќи стварно не имавме место кај да ги сместиме сите оние заинтересирани. Имавме модели, имавме модни куки и дизајнери, не само од Македонија, туку и од целиот Балкан и од Европа. Имавме манекени, манекенки од Скопје, од Белград, од Милано. Навистина вистински спектакли. Во 7 дена имавме преку 50-60 модни реви. Кога ќе завршат модните реви, почнува вечерта во 11 пресконференциите на кои имаше новинари буквално од сите македонски медиуми и паметам, значи тоа беше некогаш пресконференциите траја до 2-3 ноќе, мислам тоа, а веќе во 7 сабали треба да дојдеш пак повторно, на сајм и да почнеш што пробите и све тоа што ќе следи наредната вечер, така да напорно. Многу меѓутоа многу напорно. Да, напорно е. Сакам Јула да ја прашам, ајде вака, значи сега си мис на Европа на изборот на мис на Евроазија. Пета придружничка на мис Европа, така. Меѓутоа следува нешто ново. Сакам овде да ми го најавиш ти прва, па потоа Мики ќе ни да објасни за што конкретно станува збор. Што е она кое што се крчка за септември или октомври беше? Октомври, да. Добро.
Најголемиот предизвик до сега, навистина. Мислам, Добро. тоа е еден голем избор, Мис Глоб, за кој ни треба, еве, мислам, почнавме да се спремаме уште пред некој месец. Така да, тоа е навистина голем предизвик и не знам, јас навистина се надевам дека ќе Дека се ќе вратиме биде со секако што некој, треба. да, со некој местенце. Голем избор, голема конкуренција. Мис Глоб е навистина, Да. да, голем избор, светски избор. Така, голема За кој конкуренција, што така да. за кој што не знам дали некој не слушнал и не знае и слично. Какви се плановите, Мики? Кои се плановите? Како одите на дали одите на победа? Мене тоа ме интересира. Или одите на нешто да не биде важно е да се учествува, нели? Тоа важно е да се учествува, беше пред 15-20 години Така. кога почнавме ние со тие избори за убавина и Чисто да ве видат дека сте на мапата на Навистина модата. ни беше често што сме само што сме дел од тие настани. Апсолутно. Но на почетокот на нашиот разговор кажав дека во последниве 7-8-10 години секогаш одиме да освоиме нешто. Бидејќи И на вистина секогаш освојувате и нешто. на вистина се враќаме со титули. Не можам веќе ни да ги избројам титулите кои ги има освоено модното студио Црноград, што се однесува до изборите за мис, што се однесува до изборите за модели, имам избори за дечиња, имам избори за повозрасни. И не збориме само за девојки, и за машки, и за мистери. Јасно. Изборот за Мис Глоб кој ни предстои, на кој Јулијана ќе представува Македонија, мене секогаш ми бил омилен, така да кажам, и најголем предизвик. Од проста причина што на првиот избор, јас сум на избор за Мис Глоб од 1996 година. Мики. Значи 29-та година оваа ќе биде. Јуле, не си била ни родена тогаш. Сум била 2 годинки. Се шалам, добро? Особено што на тој избор 1996 година Македонија представуваше Светлана, тогаш не Црнограк, нега Керазовска, Так. бидејќи се уште не бевме во брак. И од тогаш сум дел од изборот за Мис Глоб пред 4 години кога ми беше 25 години како сум од дел од Мис Глоб. Добив плакета, особено признание за развојот и за популаризација на изборот за Мис Глоб, на што сум особено горд. И еве, изборот ќе биде во октомври, а ние уште пред месец дена почнавме Веќе почнавте интензивно се работа. Браво. Така да сигурен сум дека ќе се представиме во најдобро светло. Тоа е многу важно. Сигурен сум дека ќе бидеме спремни 100% и дека ќе изгледаме таму онака како што треба и како што барат достоинствено за нас организаторите. Така е. Сега дали тоа ќе биде доволно да се освои титула, ќе видиме, се надевам. Да. Ќе замолам сега режијата да ни ги пушти фотографиите од една друга девојка, која што Мики ти ќе ни објасниш всушност за што станува збор, додека одат во позадина, можеме да зборуваме. Да, се работи за исто така членка на Модното студио Црноград, Клара Станчева, која требаше да биде тука, но за жал не е во Македонија. Во моментов е на пат, така. Освои светски вредна титула, освои светска титула, победи на изборот за Топ Модел International, за World Top Model International. Победи. Значи победничка. Изборот се одржа во Монте Карло пред некој месец дена отприлика. Тоа што е фасцинантно е што она победи меѓу 10.000 пријавени од целиот свет. 10.000 пријавени девојки од целиот свет. Имаше неколку филтри кои она ги помина, кои беа онлайн, кои беа преку фотографии, преку видеа кои ги испраќаа. Се случи, така да кажам, четвртфинале. Избраните во неколку градови од светот беа во тоа, така да кажам, четвртфинале. Она беше во Париз, помина. Така. И полуфиналето кој се случи во Брисел, никој не очекуваше дека она ќе ги помине тие четвртфинали, полуфиналиња. Но на полуфиналето во Париз успеа да влезе во 110 девојки кои се надпреваруваа на финалето кое се случи во Монте Карло. Сигурно си клати ме глава вака во смисло браво. Браво.
Таа победи во конкуренција на фотомодели. Значи, имаше, мислам дека 59 девојки учествуваа во конкуренција на фотомодели, а 51-2 беа во конкуренција на модели. Таа победи во низината конкуренција. Навистина фантастичен успех за една 15 годишна девојка. И мислам дека на неа тек сега... Колку годишна? 15 години има. Само 15 Само? години, да. О, Боже, чекайте, круната треба пак да си ја ставам. Кралица, кралица. Да си мантраме кралица, кралица, кралица. Така да, еве ќе можат да видат гледачите на зашто се фотографиите работи. кои што... Еден фантастичен избор, фантастична организација. И навистина сме горди на нашата Лара Станчева, која ова ќе биде навистина една голема отскочна Браво за Лара. Отскочна даска за она што и престојува во живот. Ја поздравуваме, се разбира, и посакуваме многу успех. Дали режија имаме време да слушнаме една песна, видеозапис? Дали може љубовта ногва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ногва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ке изгаснам. Илјада слики сеќавања и мечти недомечтаени. Ке носам трагови нејзини во себе цел еден век. Знам дека ке замине денот штом ке надојде, ке ми рече не барај ме. Ја имам само ногва да бирам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ке изгаснам. Знам дека ке замине денот штом ке надојде, ке ми рече не барај ме. Ја имам само ногва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине, ја имам само ногва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ке изгаснам. Ја слушнавме номерата и се враќаме назад во студиото. Имаме време само за последното прашање, никако многу брзо ми литна. Ова Да. изгледа до крунава. Има нешто. А последното прашање, впрочем и онака како што ми се вика емисијата, тоа е фидбекот. Кој е вашиот фидбек од она што сте вие и од тоа што го работите?
Најтешкото прашање е на крај. Па, фидбекот некако не можеш да го определиш во моментот. Така. Фидбекот Доаѓа од после и си се гради, така. И си трае, така да дали јас кажувам сега за мене, Јуле ќе си каже за неа. Дали мојот фидбек сум го доживеал или тек ќе биде. Јас сум задоволен со она што сум го направил до сега. И треба. И некако малку се повлекувам, малку сум во позадина бидејќи новиот директор на Мондото студио Црнокрак е мојата керка Моника Црнокрак. Да, браво. Да го најавиме првпат официјално. На младите останува светот, Мики. Нормално. Така да јас сум многу среќен што она сака да ја продолжи нашата работа. Така да можеби од таа гледна точка јас сум го исполнат и горд и фидбекот е тука. Со самото тоа што мојата керка сака да ја продолжи да го продолжи нашиот фамилиарен бизнис. Но јас секако ќе бидам поддршка и апсолутно. Фидбекот меѓу другото се сите овие награди, Мики, се сите овие аплаузи од публиката, се сите овие признанија кои што ова е само дел, ова е само од Јуле. Можете да замислите колку се тоа девојки, колку се тоа момци, колку се тоа дечиња кои што се закитиле со еден куп награди, а претпоставувам дека тоа е еден личен персонален фидбек кој што го добивате и кој што ве полни. Секако. Да. Јула? Вака, за мене фидбек е искрена да бидам честа што можам да ја представам Македонија негде надвор од границите. Да, така. И навистина сум горда и чест ми е што јас ја имам таа чест да знаете како ние сме, како што кажа Мики, јас сум неофицијален амбасадор на Македонија. И мое, како се вика, чекам малце. Да, твое е едноставно да се покажеш во најдобро можно светло, така. Заради тоа што го носиш товарот, условно кажано, нели, на цела една држава. Точно. Бидејќи преку тебе луѓето ја гледаат Македонија. Точно, така е. Какви се жените во Македонија, какви се девојките во Македонија. Затоа нашата задача е многу захтевна и ние мораме да се покажеме во најдобро светло, затоа што не се представувам јас сама себе, туку цела наша Македонија, целиот наш народ. Тоа е тој фидбек. Чекајте пред да се одјавиме. Добро е. Добро бе, Брик. Значи не се видовме да му се сниги. Цел ден тука не се видовме, си влезе. Јас да ги земам парфемчињата, те молам можеш и ти да дојдеш, бидејќи ова ни е последна епизода за сезонава. Ќе ме пуштите јас овде да се седнам меѓу вас. Јас као Прво директор морам да ти на директорското столче молам. Повели Мики, ова е за тебе, ова е за прекрасната дама. Парфеми од нашите спонзори од Саманта. Многу благодариме. Супер. Да. Предпоставувам дека ќе си ги користите, баш се онака убави за секој дневна употреба. Вака се, дајте ми рачиња. Фала ви многу, дечки, што бевте дел од фидбек. Некако, види колку убаво ја затвараме оваа сезона, Брик? Баш убаво. Нели? Со убави луѓе, со убави приказни. Верувам дека такви ќе бидат и приказните и од септември. Тебе ти посакувам успех да ни се вратиш со Мис Глоб. Благодарам. Со уште една ваква круна. Ја никако навистина си ја бендисам, Мики. И круната ќе ја донесеме пак да ја пробаш. Да ми ја донесете да ја пробам, ако ништо друго да се осеќам така за момент барем како кралица. Еве Брит ке каже, сум кралица или не сум, ти ме знаеш подолго време. Како не си? Молим леко. Родена си за кралица. Родена кралица, така. Не знам, еве Брик, бидејќи си ти дел од цела оваа сезона, ништо за крај? За крај. Не знам што да кажам. Дали ти беше убаво? Дали си помина убаво? Беше супер искуство, убава сезона, истеравме. Така. Од септември, здравје Боже, се гледаме повторно. Здравје Боже, да. Така е. Може ќе имаат можност се разбира да ги гледаат и репризите во текот на овој летен период. Но тоа е тоа. Овде ви кажуваме чао, поздрав и така е. Ајде вака, сите мафтаме. Се гледаме како му доаѓа. Од септември, некаде меѓу тоа не знам точно кога. Чао. Ајде.